На корупцијата Татјана Димитровска е на распит во јавното обвинителство. Тамара Дичовска известува. Тамара, што знаеме до овој момент? Да, тоа ова информација која што пристигна пред само неколку минути дека актуелната председателка Татјана Димитровска на Државната комисија за спречување на корупција е на распит во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Таа била спроведена и со полициска придружба во кривичниот суд, но засега од кривичниот суд велат дека немаат ниту решение, ниту пак некакви мерки за неа, дека истите ќе доколку имаат ќе ги имаме во текот на денешниот ден. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција не кажуваат зашто точно се товари Димитровска, туку само кажа дека е вмешана во случајот Адитив, односно за овој случај истрагата се проширува и со уште 3 други лица, но зашто точно се товари актуелната председателка на ДКСК во овој предмет не споделуваат, односно кажа дека информациите ќе ги имаме во текот на утрешниот ден, но од обвинителството велат дека ќе се бараат мерки за неа. За какви мерки станува збор, дали ќе се бара притвор или пак мерки за предпазливост, не е познато, со оглед на тоа што информациите од обвинителството се оскудни. Инаку во случајот Адитив се вмешани и многу звучни имиња, меѓу кои поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, кој што беа предмет на истрага во изминатиот период. Претходно основното јавно обвинителство за големи организиран криминал отвори истрага против 31 лице токму за овој предмет, а кривичните дела кои што им се ставаат на товар на овие лица се злосторничко здружување, злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, како и перење пари. Значи, обвинетите преку договарање, преку договори овозможувале фаворизирање на компании преку тендери за набавка на адитиви и јаглен, при што се стекнувале со нелегална и незаконска имотно правна корист. Тоа е за случајот Адитив, во кој е вмешана и актуелната председателка на ДКСК, но дали некој од овие дела кои што ги набројав и се ставаат на товар и кои конкретно обвинителството, како што кажав, нема информации, односно ги најави за утре, доколку во текот на денот се побара притвор за неа или мерки за предпазливост, таа би требало да биде изведена кај судија на претходна постапка. Ние секако ова се информации од сати кои што ги имаме само пред неколку минути, секако ќе ја следиме состојбата, па во вестите во 19 часот се надевам дека ќе имаме и повеќе информации околу вмешаноста на председателката на ДКСК Татјана Димитровска во овој предмет. Тамара, ти благодарам. Туку што добивме потврда од судот. Татјана Димитровска е во Скопскиот кривичен суд во моментов. Обвинителството веќе има поднесено барање за дополнителни мерки на предпазливост. Според нашите информации не е поднесено барање за одредување на мерка притвор или куќен притвор, туку за други мерки на обезбедување. Повеќе детали за овој случај најавувам за во Централниот дневник на Сител во 19